Добар ден, почитувани гледачи, вие го следите најновото издание на отвореното студио на телеканал А1. Наш денешен гостин е професор Зоран Петков од Средното општинско училиште Никола Карев од Струмица. Со него ќе разговараме малку повеќе за работата на ово училиште, насоките кои се изучуваат и за тоа колкав е интересот на учениците да се запишат овде. Професоре, добар ден и добре дојдовте. Еве, за почеток, кажете ни нешто повеќе за вашето училиште. Кои се целите, задачите и активностите на училиштето? Средното општинско училиште Никола Карев е техничко училиште, во кое што има 7 образовни струки и 14 образовни профили. Од некоја струка има повеќе образовни профили, од некоја струка помалку. Целта на постојањето на училиштето е формирање на техничко образование на учениците, на младите, а знаеме дека без техничко образование, без индустрија, нема напредок во нивно општество. Па така во нашето училиште постојат тие 7 струки, со кои што сметаме дека поголем дел од потребите на општеството, кои што се со техничките струки ги задоволуваме со образованието на младите ученици. Така, еве, колкав е бројот на ученици кои што моментално учат во вашето училиште и какво всушност образование нуди? Моментално, вкупно, во училиштето имаме околу 1400 ученика, ви реков распоредени во 7 образовни струки. Образовните струки не ги спомнав, значи имаме машинска струка, имаме електрострука, имаме градежна струка, дрвна индустрија, имаме текстилна струка и уметничка струка, распоредени значи во тие струки учениците. Некои од струките имаат 4-годишно образование, некои од струките имаат 3-годишно образование, во зависност од тоа како учениците се определуваат при нивното запишување во училиштето. Со завршувањето на средното образование, учениците се здобиваат со тоа техничко образование и спремни се, како такви, за пазарот на трудот, за потребите на општеството. Така ги наброевте посебно еве сите стручни насоки во вашето училиште, но еве подетално да објасниме што точно ќе изучуваат учениците на секоја струка посебно. Еве, конкретно ќе се задржам на мојата струка, таму сум малку покомпетентен. Значи, машинската струка има 4 образовни профили, 2 3-годишни и 2 4-годишни. 4-годишните образовни профили се автотехничар, мехатроничар и техничар за компјутерско образование. 3-годишните се автомеханичар и инсталатор на водови. Значи, во струките го добиваат тоа што им е потребно. Посебно ќе нагласам ова струката автотехничар мехатроничар е посебно интересна, не само кај нас, него на пошироко ниво, како што и оваа струката што е за техничар за компјутерско управување, каде што учениците се здобиваат со знаење за програмирање и работа на компјутерски управувани машини во индустријата. Автомеханичар е 3-годишно образование и тука исто така се добиваат готови, значи профили, готови кадри за работа. Посебно интересно, после ќе спомнам за оваа струка автомеханичари. Бевме на реализација на проект Еразмус Плюс, размена на ученици. 10 ученика со мене, бевме 15 дена во Атина на размена на ученици и посета на настава и обука во Атина, што беше посебно интересно. И реков, четвртиот образовен профил е инсталатори на водови, каде што спаѓаат инсталатори на водовод, а сега вметнуваме инсталатори на гасоводи. Тоа е во машинската струка. Во електроструката исто така има 4 образовни профили. Во текстилната струка има 2 образовни профили. Во градежната струка е 1 образовен профил, во дрвната индустрија 1 образовен профил и сообраќајна струка, тоа заборев на почетокот да спомнам, исто така има 2 образовни профили. Така, еве, дали учениците добиваат доволно практична настава на секоја од овие стручни насоки? Секако, во денешно време на практична настава се обраќа посебно внимание. Практична настава ја обавуваме дел од практична настава во училиштето, таму кај што имаме подготвено училници и работилници за обавување на практична настава, а таму кај што училиштето е послабо со наградни средства, обавуваме практична настава во фирми. На тој начин воспоставуваме соработка и со стопанството, со заедницата, едно, и директно учениците одат, значи, во производството на пракса и таму го здобиваат потребните знаења за обавување на
работата што треба утре да видим да ја работат како така. Дали еве училиштето располага со посебни простори, лаборатории, да речеме, во рамките на она што е потребно, нели? Дали се доволно опремени за да може да извршувате практичната настава? Во училиштето имаме опремено, значи и училници, работни простории и кабинети и работилници за обавување на практичната настава. Секако дека треба уште наградни средства, не секогаш значи работиме на тоа да ги избогатуваме нашите работилници со наградни средства. Се трудиме за тоа. Реков таму кај што ни зафалуваат наградни средства или за обавување на практичната настава, ги праќаме учениците директно во фирмите каде што ги имаат тие наградни средства и работат на нив. Така, еве според вас како професор колку е важна практичната настава за учениците и колку еве таа им помага да го применат теоретското знаење? Секако практичната настава е многу значајна, посебно па во техничките струки, без практична настава и без теоретска настава не бидува, меѓутоа и без практична настава никако. И затоа реков, значи обраќаме посебно внимание на практичната настава и обавуваме практичната настава. Учениците се посебно расположени кога идат на практична настава. Нема толку предавања, нема толку формули, нема толку математики. И интересно им е кога се во директен контакт со она што треба да бидат утре другите. Така. Располага ли училиштето со соодветни услови за извршување на наставата? Еве рековме дека е опремено, но еве општо. Какви се условите за извршување на наставата? Опремено е училиштето. Доволно. Иако реков дека никош не е доволно, сегаш може и повеќе. Баш ќе се навратам на таа размерна на ученици што бевме во Атина. Погледнавме какви се нивните училишта, во споредо со нашите, какви се нивните работилници, во споредо со нашите. Секако дека може да бидат многу поопремени, меѓутоа и така како што се, значи можеме без проблем да ја обавуваме наставата квалитетно, како што го бара денешница. Се зголемува ли интересот и бројот на учениците за стручните насоки? Дали од година во година се поголем е бројот на ученици кои што решиле да изучуваат нешто, некоја стручна насока? Статистиката го покажува дека се зголемува интересот за техничките науки. Тоа е тенденцијата на општеството. Рековме дека без техничките струки, без техничките науки нема прогрес на самото општество. Полека тоа влегува меѓу народот, полека се сваќа суштината за значењето на техничките науки и ние осеќаме дека интересот на учениците за запишување кај нас се зголемува од година во година. Да нагласам и тоа дека учениците што се заинтересирани да се запишуваат кај нас имаат отворен ден на училиштето, каде доаѓаат да се информираат за таа струка што сакаат да ја учат, како за учениците, така и за родителите, а и не мора, значи, во тие денови што се одредени како отворен ден на училиштето, кога ќе посакаат, може да слободно да дојдат, да се информираат, што ќе бидат, што ќе изучуваат, што ќе се стекнат со какви знаења, слободно отворено училиште за соработка со населението, со земјицата. Така, еве освен од општина Струмица, дали има интерес и од другите општини на југоистокот учениците да доаѓаат овде да учат? И тоа морам да се пофалам. Имаме, значи, ученици доста голем број од Радовиш доаѓаат од Берово, Беровската општина, доаѓаат од Валандово, Ладновската општина, така да имаме доста голем број на ученици кои што доаѓаат од другите сега тоа малку ќе дојде како форсирање на нашето училиште. И ако некои од струките ги имаат во нивните градови, да кажеме, ги имаат во Валандово, ги имаат во Радовиш, сепак учениците се одлучуваат да доаѓаат овдека да го оформат своето средно образование кај нас во Струмица. За кои насоки има најголем интерес и зошто? Еве, дали тоа значи дека одредени стручни насоки имаат подобра перспектива и можности во иднина, доколку, да речеме, оние кои ќе завршат овде ќе одлучат понатаму да не го продолжат своето образование? Секој најголем интерес во училиштето има за електро и за машинската струка. Затоа реков дека имаме ние по 4 образовни профили и во машинската и во електроструката. Тоа го налага, значи, побарувачката на пазарот за работници. Тука е најголемиот интерес, секако дека има интерес и за градежната струка, има интерес и за дрвопреработувачка струка, во сите, и во исто така во сообраќајната струка има доста интерес, и во текстилната и уметничката струка исто така има интерес. Сите струки, значи, доволен број на ученици се формираат паралелките, се формираат струките, се изучуваат предметите без проблем до сега.
Според вас како професор, еве сметате ли дека е подобро за учениците да се запишат на некоја стручна насока отколку да речеме да завршат општа гимназија? Секако. Секако е тоа пак форсирање на техничките науки, секако дека јас припаѓам на технички науки. Меѓутоа, што е предноста? Предноста е тоа што со завршувањето на средното образование, учениците веќе се формирани како работници и се готови за пазарот на труд, како такви. Значи, го добиваат потребното образование да може да се вклучат на пазарот на труд. За тие поталентираните, што сакат понатаму, исто така добиваат да продолжат образованието, добиваат добра подлога, да може да се надоградуваат, да студираат на техничките факултети, кои што ги имаме кај нас во државата. И имаме такви ученици доста, кои што се запишуваат на факултети и постигнуваат резултати. Спомнавте и на почетокот. Имаме ученици, ќе го прекинам, кои што завршија кај нас основно образование, средно образование, завршија факултет и се запослија исто така како колеги наши наставници, професори. Така. Спомнавте и на почетокот, еве, како се одвива наставата во училиштето, но еве колку, дали имате и вон наставни активности, колку е тоа застапено кај вас? Училиштето активно е вклучено на повеќе полиња, да не кажам на сите, на повеќе полиња, значи редовно сме застапени на надпреварите, каде што освојуваме бројни награди, републички надпревари, на образовни рандевуа, каде што исто така освојуваме бројни награди, каде што едно што има од струката, друго има малку вклучени такви слободни активности. Што е карактеристично за нашето училиште, тоа е што при такви некои настани настанува интеграција на повеќе струки и сето тоа што се презентира се изработува дека во училиштето. Учениците имаат прилика да видат освен од својата струка како се работат и во другите струки. Сметам дека добиваат едно општо, техничко, добро познавање, каде што можат и многу лесно и брзо утре другина да се преориентираат од една во друга профил секако, меѓутоа и во струка. Значи битно е тоа основното техничко образование што го добиваат е доста добро, солидно, што има возможност утре другина снаоѓање во животот и продолжување за животот понатаму. Кажете ни сега нешто повеќе и за стручниот кадар, односно какви се наставници ги учат децата, дали се доволно стручени? Секако, тоа го налага и самите закони при вработувањето на наставниците. Располага училиштето со голем број на инженери, сега не знам точно, околу 60-70 инженери од сите тие струки што ги спомнав, и машински инженери, електроградежни, дрвна индустрија, дизајнери имаме дипломирани. Значи, училиштето располага со квалитетен кадар, кој што одговара на задачите на образовниот процес, секако, и така ги задоволуваме потребите на наставата. Вие рековте дека учениците и вашето училиште учествуваат на повеќе активности, не само внатре, така и надвор од училиштето, но еве може ли подетално да ни објасните на какви се проекти досега сте учествувале, какви искуства стекнале вашите ученици и слично? Да, реков еден од овие по-новите проекти веќе реализиран, тој проектот преку Еразмус Плюс за размена на ученици. Значи бевме во Грција, во Атина, една европска држава. 15 дена не е мал временски период, каде што учениците имаат прилика да се запознаат и со културните знаменитости, и со образовниот процес, и со начинот на живот во една метропола, во Атина. Тоа е тој проект што го реализиравме во блиското минато. Наповедок се други проекти на кои што се работи во училиштето, од електроструката ќе идат на исто така реализација на проектот во Хрватска, од текстилната струка ќе идат на реализација на проект во Италија, така да тие се работи со кои што можеме вака да се фалиме малку. Учествуваме на другите манифестации што се во склоп на градот, учествуваме во карнавалот, Струмечкиот карнавал, каде што секогаш имаме забележителни настапи, забележителни маски. Сето тоа го изработуваме кај нас во училиштето, со, реков, интеграција на повеќе струки, машинска, електроградежна, текстилна струка. Се што се презентира се изработува тука кај нас, тоа сме посебно горди на успесите што ги постигнуваме тука. Учествуваме на сите манифестации што се реализираат во општината, активно учествуваме на трибини, дебати. Учествуваме
Тоа сакам да спомнам дека училиштето, значењето и прогресот на училиштето, учествуваме во изготвување на наставните програми преку Центарот за стручно образование, се обраќаат до кај нас како реализатор на програмите, учествуваме во нивното активно изработување. Во училиштето внесовме факултетивна настава за енергетска ефикасност. Тоа го имаме во трите струки, во машинската, во електрото и во градената струка. Сметаме дека тоа е еден тренд, тенденција светска, со кој што сакаме да ватиме чекор. Тоа го имавме како факултативен предмет во 4-та година, а сега преку еден друг проект, кај што ќе имаме дебата во вторник, правевме програма за вклучување на 3-годишното образование и учениците од 3-та година, значи што поголема вклученост на учениците во таа енергетска ефикасност која што рековме денеска е светски тренд. И не за сега сите, заради сите тие глобални промени, климатски загадувања и така натаму. Така. Еве колку ваквите проекти се поттики мотивација за вашите ученици и дали тие се однесуваат само на оние со одличен успех или пак можеби може да учествуваат сите? Тоа е карактеристично еве за ова сега ќе спомнам енергетска ефикасност, станува брзо факултативен предмет кој што не е редовен, не е задолжителен, а цели класови, цели паралелки, значи доброволно се запишуваат, ги посетуваат часовите, вклучени се во наставата, вклучени се во изработка на проекти. Го имаат веќе тоа кај себе си програмирано во мозокот, го носат тоа, затоа што тоа треба да го носат секогаш со себе си, која е струка да ја работат, која е занимање да се занимаваат, значи енергетската ефикасност секогаш мора да има таму некаде во посвеста, треба да се чува околината, треба да се чуваат енергиите, енергенциите и така натаму. Така, еве кажете ни за вашите идни планови. Што е во план нешто да се воведе, да се смени во вашето училиште? Наповидох се реформи во образованието. Еве ова што е 3-годишното образование кај машиниците станува збор за автомеханичари, тоа е веќе реформирано, а сега станува се размислува и во фаза е реформирање на сите други профили, не само во машинството и во електрото. Значи мора да се менуваат програми, мора да се надоградуваат, мора да се фаќаат приклучоци со светските тенденции. Тоа е што се однесува до наставата. Во училиштето секако дека имаме проекти за подобрување на училиштето, подобрување на средината, на атмосферата, на интериерот, на дворот. Се планираат изградба на игралишта, изградба на полигон за сообраќајната струка, за полагање на испити. Не спомнав исто дека во училиштето имаме вклучено активно до образување на 5-ти степен, односно постсредно образование во струките, посебно тоа е карактеристично за кај сообраќајната струка, иако имаме интересенти и кандидати и во другите струки, значи покрај тоа што го завршили средното образование се надоградуваат со 5-ти степен, со полагање испити и добивање на такво постсредно образование и дипломи за завршено постсредно образование 5-ти степен кај нас исто во училиштето. Дали можеби имате во план да воведете и нова стручна насока? Секој како се потреба во стопанството, тоа станува збор за договор меѓу училиштето и стопанството и со одобрување од министерството, секој дека не секој сме расположени за воведување на овој струки. Се што има потреба од технички аспект, ние сме расположени за соработка. Колку кај вас еве се воведуваат сите новитети, да речеме во споредба и со другите средни училишта во Македонија? Дали црпите идеи од кај нив, дали вие им давате идеи на нив? Да. Со другите средни училишта си ги мериме силите кога се излигуваме на тие државни надпревари, каде што морам да спомнам дека училиштето има забележителен успех и мерејќи се со другите училишта, значи сме на едно високо ниво, завидно ниво, што се однесува до наставата. Тука можеме да се измериме. Друго, реков, ова што ни го дава како признание советниците од Центарот за стручно образование, кога има било каква потреба, се обраќаат до кај нас, директно она што се однесува до наставата, се консултираат што да се земе во обзир, што да се испрази, што да се додаде. А ние како наставен кадар секако дека мораме да ги пратиме светските трендови. Ако моментално немаме нагледни средства, тука се интернети, тука се послужуваме со интернет, со
Ако не можеме тоа да го покажеме како нагледно средство, можеме преку клипови, со така работа се служиме во наставата. Освен на надпревари, дали соработувате со другите стручни училишта во земја? Да, имаме соработка со другите стручни училишта, имаме збратимување и со училишта од други градови, да. Вршиме посети од време на време, зависи како ќе се јави потреба. Да, секако соработка имаме. За крај вие како професор на стручна насока, каков апел би им упатиле на идните ученици, идните средношколци, зошто еве да се запишат на стручните насоки во стручните училишта во земјава? И во патувам апел, слободно да дојдат, да се запишат на средно техничко училиште, да се здобијат со потребно техничко образование, да бидат спремни за работа утре другиде, кој ќе заврши средното образование, или да бидат подготвени за понатаму за надоградување на своето образование. Како за учениците, полуматуранти, оние што завршуваат деветолетка, така и за нивните родители, во колку било што ги интересира, слободно нека дојдат во училиштето, нека прашат, нека се информираат. Значи, училиште отворено за соработка. Сметаме дека со избирањето на техничките науки ќе направат вистински избор за понатаму во својот живот. Професор, јас ви благодарам за одвоеното време и за вашето денешно гостување и се надавам дека еве идните средношколци добро ќе размислат пред да направат одлука во животот. И јас ви благодарам на вас. Што го повикавте. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Останете со програмата на телеканал А1 и се гледаме повторно во наредното издание. Пријатно!